Поздрав до гледачите на телевизија Ирис во сетот на разговори со деканите и представниците на факултетите од Универзитетот Гоце Делчев. Знаете зашто го правиме ова, се разбира, пред се ни е важно да ги промовираме и представиме до моите гледачи, до граѓаните на Република Македонија од Источна Македонија, каде што доаѓа сигналот на Ирис телевизија, она што посебните факултети го нудат како студиски програми. Но се разбира, за да се представат тие студиски програми, присуството на деканите и на професорите овде е нужно и да разјасниме некои од прашањата што се во нивниот домен. Интересен разговор имав со професорите од техничките науки, каде што тие на еден многу убав начин ги презентираат предностите на знаењето од техничките насоки, но и предизвиците што им предстојат. Од сите од нив досега слушнав дека развивањето во научно-истражувачки центри е чекор кој е нужен, така. Но постои на друг сегмент од општествената наградба во која што се поставуваат односите, се регулираат со правила кои завршуваат со Уставот на Република Македонија, каде што според правилата на Уставот се определуваат системот, се определуваат правата и должностите на институциите, на органите. Мојот гостин, деканот на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, професорот Јован Аниев, овде ќе ви ги каже студиските програми, но јас ќе искористам овде за неговото мислење како професор, како интелектуалец во Република Македонија, за мислењето околу тоа што секојдневно ни се врти во овде. Можеме ли ние предизвикот на преговорите за поглавието 23 и 24, кои се рекуваат функционирање правна држава и правен систем, да одговориме со дизајнирање на нашиот правен систем кој ќе биде комплементарен со стандардите на Европа. И тоа да го имплементираме утре. Имаме ли капацитет за тоа? Ги подготвуваат ли нашите деца, нивните студенти? Еве, тоа се прашањето. Професоре, добро дојдете во моја емисија. Добро најдов. Јас го направив воведот таков, не треба вас да ве представам, вие сте декан на Правниот факултет, но проблематиката задача ми е да ја представам. Да. Професоре, кога се отвори Правниот факултет во Универзитетот Гоце Делчев, јас се сеќавам како и за сите факултети имаше приговори да остане диспиризираниот факултетот, диспиризираното деление од факултетот од Скопје, па дали ни се потребни толку правници и така натаму и така натаму. Еве, 10 години потоа, факултетот е во Штип и со кои студиски програми може да се пофалите? Да, еве мала корекција, 11 години потоа, бидејќи 2018 е така. Да, 2007 година сме формирани. Да, со уште неколку во тој период факултети кои беа основачи фактички на конститутивни елементи на универзитетот. Во моментов ние располагаме со две студиски програми во Штип, а тоа се правни студии и втората студиска програма медиумски студии односи со јавноста и имаме дисперзија во Струмица веќе неколку години, исто така правни студии. На основи на правото, како правни студии? Правни студии, да. Так. Правни студии кои што се 4 годишни студии, но студентите во четвртата година имаат можност да изберат еден од 6 модули. Тие модули пред се однесуваат на одредени правни гранки но на крај тие добиваат звање дипломиран правник со 240 кредити, а тој модул повеќе би им помогнал доколку сакаат да се надоградат на вториот циклус на образование, да изучуваат предмети кои во текот на 3 години виделе што повеќе им лежи, например. Модулот сепак е мало до специализирање, но во суштина тие стануваат дипломирани правници. Така, тие стануваат дипломирани правници, но светот денес е се потесна специализација, па и правото, иако како една од социолошките гранки не изгледа дека е така, треба општо образовани луѓе, но сепак специализацијата е потребна поради концентрирањето на знаење во разрешување на проблемите што се однесуваат до правна природа. Кои од тие модули во четвртата година ги изучуваат вашите студенти? Тие ги изучуваат граѓанско право, казнено право, административно право, финансово право, деловно право и европско право. Тоа се тие 6 модули кои што постојат на нашата програма. Ако сме да прокоментирам, сите овие гранки имаат, сите овие модули имаат општествено оправдување за нивното постоење. Ако може да се зборува за некаква конкурентност, ова деловното право и
во кое деловното право и европското право некако најпримамливо изгледа на новите генерации. Зошто е тоа така, професор? Изгледа примамливо, но сепак можам да кажам дека можеби студентите повеќе се насочуваат барем досега кон граѓанското право и казненото право, бидејќи покриваат поширока материја и дополнително тие се најблиско до она што значи правосудство. Но тоа не значи дека ние немаме студенти кои се определуваат и за другите модули. Но од досегашното искуство ви кажувам дека тие се така поатрактивни, бидејќи се поконјунктурни. Студентите може да се пронајдат во повеќе области. Така. Она што времето во кое што живееме или нашата заинтересираност на помладите во изучувањето на правото како наука за регулирање на општествените односи, пред се кај вас како наука, иначе како пракса, ги привлекува младите луѓе. Професоре, вашиот увид од тоа как се запослуваат студенти кои дипломираат кај вас, бидејќи многу важно е тоа да ги следите да ја следите нивната општествена валоризација. Задоволни сте од тоа? Јас ќе се обидам да ви дадам одговор цитирајќи го или парафразирајќи го еден мој професор, кога јас бев бруцош и во еден амфитеатар таму седнати студенти на право и на политички науки и новинарство и професорот вика не можам да го сватам парадоксот да на Заводот за вработување има најмногу правници и економисти, а има најмногу интерес во однос на тие науки. И предпоставувам дека повторно тоа прашање би се поставило и повторно можеби, еве моето лично мислење, бидејќи како дипломиран правник тој може да се најде во многу области. И вработувањето, односно отворањето на врати се многу поголеми. Повеќе можности за разлика од другите, да кажеме, општествени науки кои што нудат повеќе субспециализација. Сакам да напоменам дека во правосудниот систем ние имаме регулирани професии. Мора да е правник за да стане судија, мора да е правник за да стане адвокат, извршител, нотар. Понатаму, во јавната администрација, ако отвориме систематизација на работни места, има огромен број на работни места кои што се понудени за правник. А пополнети со педагошки науки, со... Доколку има алтернатива на тоа работно место, доколку не, и само се извинувам, само да додадам. Значи, оно што представува тренд, еве, и во светот и доаѓа постепено и кај нас, правниот консалтинг, кој што возможува на одредена фирма да склучи договор, да кажеме, со еден правен консалтинг и да му ги врши сите работи по одреден паушал. И предпоставувам дека тука ќе биде и днината на нашите правници за да отворат самите правни консалтинзи, да се здружат неколку, за да може да едноставно тој аутсорсинг. Фирмите веќе не вработуваат правници, но тие ќе си имаат свој занает, едноставно... Така, на дневна база на потреба на фирмите се прави тоа. Потреба на фирмите, или застапување, или работење на други правни активности. Вие доправите на многу интересна тема, јас морам да ве прашам, професоре. Како правник, како професор на студенти кои стануваат дипломирани правници и кои мора да веруваат у поредокот, системот на норми поставен по процедура пропишена со закон. Како тогаш и студентите, ниту пафелата не каже ништо кога се отворат работни места кои што пишува во администрација пишува високо образование. И одеднаш имаш, не знам, географија, не знам, да не го навредам никого. Но тоа се коси со она што како морал, како етика, вие го предавате на студентите. Правник завршил, дипломирал, вие му верификувате знаењето со диплома, а тоа е еднакво со некој географија, а треба да работи во јавната администрација каде што системот, како што вие рековте, е нужно познавање на процедури и норми. Како се е тогаш? Сите колеги од ФЕЛА, да кажеме, кои што едуцираат правници, понатаму дипломирани јавни администратори, дипломирани политиколози, значи сите се согласуваат со оно што вие го рековте. И има голем број на аномалии во токму тој дел, во јавна администрација, каде што немаме јасна спецификација на задачите кои што треба да ги врши некој и тоа да биде соодветно на образованието. Но знаете како, тоа се процеси кои што се бавни, но предпоставувам дека таа евроинтеграција
ќе придонеси и токму кон тоа. Так. Значи да сакале или не сакале ние да внесеме одредени стандарди кои што се типични за Европа, а можеби не толку типични за земјите од југоисточна Европа. Професоре, ако е конкуренцијата едно од правилата во пазарната економија или во животот, без разлика како тоа ќе го опишеме, постои ли конкуренција и меѓу правните факултети? Постои конкуренција, постои и соработка. Во која смисла? Бидејќи ние како државни универзитети ја добиваме нашата плата од буџетот на Македонија. Понатаму нашата мисија, односно целта на нашето постоење е речиси иста. Конкуренција секако постои во однос на она што значи да се привлечат не само поголем број на студенти, туку и поквалитетни студенти. Но соработката исто така постои и можам да кажам дека ние имаме неколку активности заеднички со останатите председдржавни правни факултети. Имаме организирано заеднички или летни школи, семинари и понатаму учества на нашите студенти на заеднички настани како што се ораторски средби и слично. Понатаму заеднички научно-истражувачки проекти, тоа се пред се соработки помеѓу катедри на различни факултети. Со целосно почитување на предностите на секој факултет. Професоре, бидејќи стандардите, да не кажам стратегијата ја прави Министерството како администрација, сега ние мораме да проговориме јавно државните факултети, правни факултети, кои што од буџетот се финансираат и приватните факултети. Имаме, ќе видиме со новиот закон како сето тоа ќе функционира, ама да имаш 18 или 19 правни факултети во држава во која што од буџетот на граѓаните финансираш 4, за кој што си направил стратегија дека тие студенти кога ќе дипломираат со верификација на професорот Јован Анониев ќе може да допринос во општествената стварност вработени во администрација или како што рековте вие во системот на аутсорсинг, правни совети или правни работи, па во правосудниот систем и одеднаш имаме уште и 12, 13, 14 кои се исто така на пазарот на труд, а евалуацијата или проценката на нивното знаење изостанува. Сега вие сте ставени, не сакаме за вас да ве оправдувам, се ставени во неравноправна положба. По програмите и по проценките на министерството, од ова страна имаме слободен пазар. Така да нашите студенти ги ставаме во заблуда. Би ве замоли за ваше мисли. Мислење во однос на големиот број на така. И не е важно ако има и 29. Меѓутоа оттаму треба да излегуваат дипломирани правници. Формата, името дипломиран правник треба да биде наполнета со содржина, знаење. Вака ние немаме увид во тоа. Мислам дека во Република Македонија треба да се отпочне посериозно да се направи евалуација на високообразовните установи по одредени критериуми, а тие критериуми се добро познати. Тоа значи дали има доволен број на кадар, дали тој кадар е соодветен во однос на она што го предава, да кажеме, понатаму дали тој кадар има своја експертиза која што е докажана со научно-истражувачки активности, дали има доволни просторни услови, студиската програма дали е соодветна, а понатаму дали има доволно и соодветни наставни помагала и така натаму. Тоа се критериуми кои што треба да кажат да, оваа институција задоволува или не задоволува оптимални стандарди. По основ на тоа понатаму ние би имале градација на институции и сепак споменавте, тоа е пазар, така. Мислам дека, ние како универзитет сме на второто место на Шангајската листа во Македонија. Таа листа е направена врз основа на исполнување на одредени параметри. Така да, студентите сепак мислам дека препознаваат каде треба да отидат, кои се нивните причини зошто одат во една или во друга институција, но
мислам дека е добро заради она што рековте, диплома, кога ќе се напише без разлика која професија, тоа би било сепак да државата гарантира одредени оптимални стандарди, нема да кажам минимални, оптимални стандарди. Професор, сепак ќе мора една јавна дебата околу тоа која е нужна во Македонија, бидејќи партизацијата доведе до гломазен мастодонт администрација која го јаде основното ткиво на постојањето на македонска држава. Ние за тоа не зборуваме, вие интелектуалците мора да кажат, бидејќи ако вака се продолжи во еден момент ќе имаме само администрација и поданици, нема да имаме граѓани. Но тоа е за дискусија. Останува уште еден предизвик. Се надевам дека Македонија ќе добие датум за преговори и пред нас ќе стои предизвикот на знаење, познавање на структурата и на нормите на Европа. Тоа се поглавите 23 и 24, правосудство и правна држава. Овде мора да си го кажат знаењето струката. Сметате ли дека вашите колеги, ево јас имам, можам да ги поздравам или да ги пофалам некои од вашите колеги кои имаат и веќе меѓународни верификации, стануваат познати луѓе од науката, и професорот Страшо, и Маролов, и вие како декан, веќе во научната фела имате свое име и свое познавање. Сметате ли дека може да се одговори на тој процес кој може да трае 10 години? Да. Среќа во несреќа и тоа што Република Македонија тој договор за стабилизација и асоциација го има подпишано многу одамна. И ние сме кандидат за членка во Европската унија од поодамна. Тоа е несреќна околност, бидејќи е тоа голем период, но среќната околност е што ние како држава во многу поглавја на тоа аки комунитер ние сме отпочнале да работиме. Работата означува промена на нашето законодавство и градење на одредени институционални капацитети. Споредено со други земји кои што влегле во Европска унија, например, ние сме далеку понапред во однос на нив во тој дел, она што ме прашавте, нормативните капацитети и институционалните кои што ги следат. Не зборувам за други прашања. Сега на нас ни предстои или ќе ни предстои сериозен процес, но стартната позиција можем да кажеме многу подобра во однос на една Бугарија, Романија, да ги земеме за пример. Што ќе биде предизвикот во Македонија, нема да кажам проблемот. Тоа што треба ние да обучиме не само за поглавието 23 и поглавието 24, конкретно на правда и основни права. Значи, ќе треба во околу секое поглавје ние да обучиме кадри кои што ќе сериозно се носат со процесот на преговарање. 35 поглавја. Да. И во сите нив ќе треба да се најдат квалитетни правници кои што ќе успеат со администрацијата на Европската унија да извршат квалитетно пренесување на оно што значи европско искуство во Македонија. Не да ги бранат фалинките во Македонија, туку да бидат спремни на ефикасен начин тие фалинки да бидат отстранети. Тука во тој цел корпус на прашања ќе треба да бидат вклучени не само луѓе кои што се во администрација, туку секако треба да придонесе целокупната наука, не само право. Например, ќе се отвори најсериозното поглавје земјоделие. Тука Македонија треба да експертизата да си ја даде својата, значи фелата колегите агрономи. Но она што ќе го кажам дека Македонија треба многу поинтензивно да работи на јакнење на тие административни капацитети државата кој што ги има во тој процес на преговарање. Професоре, ова е предизвик и за вас како професори, научници, но и за едните студенти. Да. Низ овакви дебати да пренесеме пораката дека предизвикот е сериозен, не е проблемот како што рековте предизвикот. Значи е сериозен, одговорноста е на најголемо можно ниво и само како општествена мобилизација на најумните кадри можеме се тоа работа да завршиме на позитивен начин. Иначе можеме да видиме заглавени едно 15 на години во разни поглавја да ни одминат генерации. Така. Во секој случај вреди да се студира кај вас, бидејќи предизвикот е голем. Предизвикот е голем бидејќи ние имаме одредени предности, компаративни предности во однос на
останатите правни факултети, јас би рекол, и во Македонија и во регионот, бидејќи имаме современа студиска програма, сме отворени како факултет за странски професори, значи имаме перманентно професори од Америка, Еразмус професори, Еразмус студенти од други универзитети кои доаѓаат овде, многу студенти наши кои што ја искористиле таа Еразмус програма потешле настрана. Понатаму студентите имаат можност да отидат на пракса. Имаме практичари кои што доаѓаат и реализираат предавања кај нас. Имаме една од најсовремените симулирани судници во регионот, не само во Македонија. И овде студентите и учат она што значи постапка, но и имаме и надпревари како национални, така и регионални. Студентите ги вклучуваме во истражувачки активности кои што се реализираат доста често кај нас на факултетот. Значи, некој посовремен пристап во она што значи студирање, но и доближување до праксата. И секако јас би сакал да се тргне тој стереотип дека оној кој што треба, кој што сака или кој што ќе студира право, тој ќе треба само да седне над книгата да ја научи и ние да правиме од студентите подвижни енциклопедии. Не, туку ние треба и тоа и го правиме, да ги стимулираме да критички размислуваат, да анализираат и да бидат оспособени како правници веднаш штом ќе отпочнат со свое стажирање, нема да речем работење, бидејќи прво треба да поминат еден период. Да помине верификација. Да. Така. Професоре, благодарам што е половина час разговараме овде, ги представите предностите на вашиот факултет, но јас мора да ја прашам за мислење за општествената стварност. Тоа е должност на секој интелектуалец во Македонија, посебно во вакви време. Благодарам уште. Благодарам за поканата. Уште не гледачи, што рече професорот, да ја разбиеме сликата за правниците кои седат над книгите и вечно нешто читаат. Правото е жива материја на односи меѓу луѓе кои се менуваат и треба на начин на кој што најголемиот број од граѓани да бидат задоволни од системот во кој што живеат. Тоа е еден општ идеал кој постои од Хамураби па до денес. Ова беше мојот разговор со деканот Раниев. Благодарам за вниманието.